Денес ке гледате. Украина обвини за нови руски напади врз енергетската инфраструктура. Бајден ја предупреди Русија да не користи нуклеарно оружје, додека Москва лансираше вежби на стратешките нуклеарни сили. А лошиот квалитет на воздухот во Западен Балкан причина за повеќе од 30.000 предвремени смртни случаи. Каква е ситуацијата во Македонија? Во продолжение. Останете со нас. Поздрав до сите што не гледаат, јас сум Милена Ѓоргиевска. Председателот на САД Џо Бајден ја предупреди Русија да не користи нуклеарно оружје, откако Путин вчера ја следеше вежбата на стратешките нуклеарни сили. Белата куќа во вторникот соопшти дека Русија известила дека ќе ги организира годишните вежби наречени Гром. Вежбите доаѓаат откако НАТО во понеделникот ја започна својата годишна нуклеарна вежба, позната како Постојано пладне. Веќе неколку дена руските власти тврдеа дека Украина планира да развие и користи така наречена валкана бомба во незиниот конфликт со Русија. Советот за безбедност на Обединетите нации разговараше за наводите на Русија на состанокот за затворени врати во вторникот. Украина и низините западни сојузници категорично ги негираа наводите и се сомневаат дека тие се направени како изговор за некаков вид на ескалација во војната со Украина. Украинската државна енергетска компанија денес соопшти дека ја ограничува употребата на електрична енергија во повеќе региони на земјата по руските напади во текот на ноќта насочени кон енергетската инфраструктура. Новите напади врз украинските енергетски локации се случуваат кога председателот Зеленски им се заблагодари на работниците во енергетскиот сектор за нивните напори за стабилизирање на електричната мрежа. Официјален представник на Крим, инсталиран од Русија, денес изјави дека нападот со беспилотни летала во текот на ноќта бил насочен кон термоцентралата на полуостровот, анектиран од Русија. А на тема од САД, националните гробишта Арлингтон, каде се погребуваат војници ветерани од армијата на САД, воведуваат еколошки практики на погребување. Преку 400.000 воени лица од револуционерната војна до денешните конфликти се погребани на националните гробишта Арлингтон. Од 1864 година, кога бил првиот погреб, локацијата од каде може да се видат Пентагон и главниот град Вашингтон, поминала ни 6 проширувања. Седмото е во тек и се наоѓа во јужниот дел на гробиштата. Тоа чини $420 милиони, но трошоците може да растат. Проширувањето ќе додаде дополнителни 80.000 можности за погребување на 3 различни начини. 1/3 ќе биде за традиционални погреби или ковчегот да се стави во земја, 1/3 со кремирање и 1/3 над земјата. Дури и со проширувањето, Арлингтон ќе го достигне капацитетот од 2060-тите. Со 2 милиона живи воени лица и ветерани, можноста за погреби се затегнува и е во процес на ревизија. Оние што се убиени за време на служба, поранешни воени затвореници и лица со сребрена ѕвезда и повисоки одликувања ќе бидат меѓу неколкуте квалификувани за традиционални погреби. Се разбира, Арлингтон не е единствената опција, вели Марк Белински од Асоциацијата на воени офицери на Америка. Агенцијата за национални гробишта има 155 локации за погреби во Вирџинија и ќе продолжи да ги администрира, а војската ќе ги префрли своите церемонијални трупи на веќе постоечките и оперативни национални гробишта. Постои друга опција на повидок – ревизија на конвенционалните практики на погребување, вели Едвард Бигсби, експерт за еколошки погреби. Не треба да го балсамирате лицето така што не треба да вбризгувате какви било отровни супстанци во телото. Тие ќе бидат ставени во нешто што е биоразградливо, како кутија од бор или маслинова прекривка. Ќе бидат ставени директно во земја, без ковчег, така што нема да има остатоци од јаглерод. Националните гробишта Арлингтон за Гласот на Америка изјавија дека се придржуваат до сите еколошки стандарди при градежните работи, но веќе има зголемен притисок за еколошки алтернативи за конвенционалните погребувања. Калифорнија, например, е најновата сојузна држава, која легализираше природно разградување на телата, односно органско ѓубре. Зелените погребувања, при кои кремираните останки се ставени во биоразградливи урни или директно во земја, веќе се достапни во Арлингтон, но оваа практика не е развиена. Верувам дека последниот погреб беше во 2013. Но во моментов има 4 останки во секцијата за 27 зелени погреби.
Ако се зголеми побарувачката, дефинитивно има место за тоа. Оделот за ветерани на САД резервираше 3 секции од најновите гробишта за зелени погреби, но се уште се чека конгресно одобрување. Во многу случаи има минимален или воопшто нема маркетинг за зелени погреби. Имаме обврска да осигураме дека секое погребно место е соодветно означено и оти може да се идентификува. Работиме и да ги обезбедиме тие овластувања. Дона Дифелис верува дека одавањето почит на американските војници може да биде еколошко здраво. Самите ветерани, вели таа, може ке треба да ја покренат промената. Колку повеќе е барано, толку повеќе може да стане опција. До тогаш, до 30 традиционални погреби ќе се одржуваат дневно на националните гробишта Арлингтон. Проширувањето се очекува да трае до почетокот на 2028 година. А во Македонија, зголемен бројот на домаќинства кои ќе се греат на дрва зимава поради енергетската и економска криза, а електраните повторно ќе работат на јаглен. Официјалните податоци покажуваат дека лошиот квалитет на воздухот, генерално во Западен Балкан, е причина за повеќе од 30.000 предвремени смртни случаи. Мики Трајковски. Зголемената искористеност на јагленот за добивање на струја во производствените капацитети во државата, како и порастот на домаќинствата кои ќе се греат на дрва поради енергетската криза, ќе придонесе македонските градови ова зима повторно да дишат загаден воздух, сметат познавачите на приликите. Постои ризик Скопје да биде позагадено тоа што беше ако и понатаму топланите за загревање на Скопје не работат на газ. Неколку студии спроведени конкретно во Скопје покажаа дека користењето на дрвната маса доведува до големо загадување, бидејќи таму согорувањето не е контролирано. Професорот смета дека дополнителен проблем ќе биде и послабиот квалитет на јаглен, кој се користи сега за работата на електраните. Квалитетот на јагленот, тој може да содржи повеќе сулфур, може да содржи повеќе да речем поедноставно земја и да добиеме поголеми количества на пепел кои што би требало да ги одлагаме. Сега веќе со овој јаглен имаме 15 па и до 20% пепел. Она што е потребно е изградба на дополнителни системи за пречистување на отпадните гасови. Лошиот квалитет на воздухот во Западен Балкан е причина за повеќе од 30.000 предвремени смртни случаи, говорат податоците на Европската агенција за животна средина, додека загадувањето на воздухот е причина пак за намалување на животниот век помеѓу 0,4 и 1,3 години во просек во регионот, укажува заедничкиот истражувачки центар на Европската унија. Има повеќе студии кои докажуваат директно поврзаност и последица, тука се кардиоваскуларните болести, респираторни болести, карцерогените болести, значи сето она што го дишеме, состава на тие PM10 честички и оние работи што не ги мериме, како диоксини, фурани и други, влијаат и влијаат тоа да се создадат канцерогени заболувања. Тори околу 4,5 до 5.000 ново заболени на канцер, само на клиниката на Скопје. Ѓоргиевска вели дека не чека тешка зима со оглед на тоа што во изминатите години немало поголеми и значителни мерки. Оваа зима исто повторно станува да се молиме за уште повеќе ветровите денови. Немаме вакви услови, ние буквално ќе биде страшно. Значи ќе имаме вредности што повторно кидат може и 4 цифрени како пред 5 години, мислам. Дрвата не се навремено дистрибуирани да бидат исушени, значи колку се повлажни, толку е поголемо загадувањето. Во студијата на регионалната кампања Обединет Балкан за чист воздух се посочува дека помеѓу 1,2 и 3,4 милиарди евра годишно е економската штета за трошоци за здравствена заштита која ја предизвикуваат јаглените електрани во Западен Балкан. Тетово, Скопје, Куманово и Битола многу често се наоѓаат на листата најзагадени градови во светот. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Благодарам што не гледавте. Останете со нас и на социјалните мрежи. Пријатно!